Јас сум Мија, поглавје број 1. Стефан има девојка. Мојот Стефан, што го дзиркам веќе 1 година по ходници во школа, што ги терам другарките да ми кажуваат дали гледа во мене додека сум му свртена со грб, кому еднаш едва му кажав едно тивко здраво и избегав. Стефан што замислував дека некогаш ќе ми го најде некако бројот и ќе ми пише порака, дека ќе ме викне да се видиме и дека ќе се фатиме и ќе бидеме за секогаш, ама најзасекогаш заедно, има девојка. Лежав на креветот и гледав во таванот. Многу сум глупава. Прво си помислив, требаше некако да му кажам дека ми се допаѓа. Да бе, да му кажам. И да ми рече добро и само да си отиде и да си умрам од срам. Ама, како може да има девојка? Зар не е свесен дека јас треба да бидам таа? Со раката го напипав телефонот што претходно немоќно го фрлив некаде на перница за пак да одам да го манијачам на Инстаграм. Малку ми беше шокот од прееска кога видов слика од него гушнат со некоја девојка на која не и се гледа лицето. Мора да е грда. Со планета емоджи и катанец со клуч емоджи до него, што значи дека се заедно и дека толку од мене. Јас завршив со животот. Никогаш нема да најдам некој што толку ќе го сакам. Никогаш. Полека со страф отворив Инстаграм. Уште еден шок. Тајмлајнот на Стефан не е веќе истиот од пред 15 минути затоа што има нова слика. Пак со девојката. Овој пат се гледа. И убава е. Ништо. Ќе продолжам да си гледам во таванот. Не излегувам, не јадам, не пијам и не одам во школа. Мамо, не одам веќе во школа. Подвикнав откако слушнав дека мајка ми поминува покрај мојата соба. Како? Подзастана мајка ми. Не одам веќе ни во школа, ни никаде. Ма нему. Да. А што се случило? Зошто реши да останеш без образование и колку овци да ти купам? Ми се обрати мајка ми, глумејќи сериозност. Мамо, не е воопшто смешно. Не, се согласи мајка ми. Уште понесмешно ќе биде кога ќе одам во затвор, затоа што ќерка ми не оди во школа, а задолжително е. Мамо, Стефан има девојка. Си справив со солзи во очите. О, мама, па што ако? Рече мајка ми седнувајќи на креветот. Во тој момент помина татко ми. Што било? Подвикна, веќе симнувајќи се по скакалите. Стефан имал девојка, му дофрли мајка ми. Срамта му, одговори татко ми. Татко ми никогаш ништо не сваќа сериозно. Јас веќе плачев. Знам дека е ова многу страшно, ме погале мајка ми по главата. Ама јас и татко ти не планираме да одиме во затвор, а ти овци не знаеш да чуваш, така што во школа мора. Ама вас ви ова смешно, викнав јас. Не е страшно, мила, рече мајка ми. И тебе ќе ти биде смешно. Како не е страшно? И како планираше мајка ми ова да ми стане некогаш смешно? Како може да биде смешно? Знае ли таа што е планета емоджи? Знае ли? Никогаш никој нема вака да сакам. Реков и се свртев кон зидот. Јас ти гарантирам дека ќе сакаш и повеќе, рече мајка ми, станувајќи. Па веројатно не заврши со љубовта на 15 години. За еден месец полнам 16, негодува во перницата. И да, може ќе имам некој дечко понатаму, ама нема да го сакам вака. Татко ми се изнасмеа од долниот кат. Не му се смеј на детето, му викна мајка ми строго. Знаеш што? Ми се обрати мене. Ајде малку, поседи само и одмори се. Знам дека ти е тешко. И после ќе те носам на топло ладно. Не сакам топло ладно, сакам Стефан. Тоа не можам да ти го купам. Можам да те честам топло ладно или уште подобро, јави се на Сара и одете вие две, може? Мајка ми веќе отиде, а мене ми текна дека морам да ја се јавам на Сара. Сигурно видела. Мора да видела. На брзина ја најдов во последните повици. Видели? Викна во слушалката откако и го слушнав гласот. Видов, ја се нервирај, побрза Сара, која инаку е секогаш поразумна од мене. Пубава е од мене. Реков, очите ми се наполнија со солзи. Кој? Та, како да не, викна Сара строго, не дозволувајќи некоја таму нова девојка да биде поубава од нејзината најдобра другарка. Види колкав нос има. Девојчето имаше нормален нос. Сара, доста. Види каква уста има. Тенка, глупава. Девојчето имаше баш убава уста. На Сара не ја успева тешењето. Не одам веќе никаде и ништо не правам. Ја повторив мојата нова животна одлука. Сега веднаш ќе дојдам кај тебе, ќе се облечеш и ќе одиме на кафе. Не излегувам ваква никаква. Ќе се нашминкаш и ќе излезеш. Ако ги сретнеме, ќе бидеш дотерана, средена и најубава и ќе му биде криво што не му текнало порано да ти прииде. На Сара полека и успева тешењето. Добро, се согласив полека.
2 часа подоцна седевме во Кашмир на кафе и не плачев, ама активно се жалев и се само сожалував. Ама што ти е гајле, се трудеше Сара. Сега можеш да си најдеш нов симпати. Не сакам никаков нов, реков јас. И не знам што чекав толку, барем да му пишев. Ете сега ќе си се ожени со таа Тијана и ќе си живеат среќно за секогаш. Па нека се ожени, одмавна Сара. Стефанина кој има 16 години и нема сигурно веднаш да се ожени, ама јас веќе бев избезумена. Што ке ти го? Сега барем знаеш дека ете, зафатен и ќе ти се засвиѓа нов. Сакам сега, вака да се појави тука во кафичов. Почнав да фантазирам јас. Сам и да дојде да седне до нас. И да ни рече, абе за фраканција беше тоа, немам девојка. Забегав. Ај уште еднаш покажи ми ја, рече Сара. Со брзина на светлината го отклучив телефонот и отворив Инстаграм. Му го напишав името во срч и веднаш ми излезе неговата убава слика. Оттаму пак кај него на профил. Имаше нова слика. Види, има нова. Возбудено се доближив до Сара со телефонот. Да видам, рече Сара. Саме на сликата, може раскинал. Ги крена вегите. Како да не раскинал? Разочарано реков јас. Сигурно таа го сликала. И забележувајќи го зеленото крупче до неговата слика, реков, онлайн е. Пиши му, ај раскини со таа и фати се со мене. Доста бе Сара. Ај види каде е сликан. Затоа морав да зумирам, да видам што има во заднината. А сликата ми бегаше цело време. Зум, срце. Трепна срце преку сликата. Ја лајкнав. Не, ја лајкнав сликата. Ја лајкна сликата, се изнасмеа Сара. Брзо одлајкни. Не можам, онлайн ќе види, очајував јас. Абе може нема видено? Не знам што да правам. Срцето ми чукаше како лудо. Никогаш во животот ништо не сум му лајкнала, него ни следам. Среќа што му е отворен профилот и сега после 2 години со девојка му јас му лајкнувам така да што е сам, додека е онлайн. Убаво си реков, ништо не правам, никаде не одам. И телефонот ќе го фрлам. Ништо де се обидуваше да ме расположи Сара. Ајде да не споруваме веќе за тоа и да прошетаме. Сигурно ќе направам уште некоја глупост, реков јас и го залепив челото на места. Нема, се смешкаше Сара. И навистина, прошетавме низ парк, јадевме сладолед, изборувавме за периодот кога бевме второ оделение и двете паднавме во кал на лулашки. Се смеевме како луди и дома си дојдов порасположена. Само кажав здраво и побрза во мојата соба за да не морам да трпам да ме зезаат. Телефонот го оставив на бирото и тргнав да си облекувам пижами. Отидов до бањата да мијам заби и додека ги правев истите здодевни движења со четката, слушнав дека ми стигна нотификација од Инстаграм. Веројатно Сара ме тагува во коментар на нешто глупаво. Со четката в рака се вратив до собата да видам што сака. Не беше такво коментар. Беше приватна порака на Инстаграм. Од Стефан. Мојот Стефан. Стефан што има девојка. Здраво. Доколку сакате да го прочитате и поглавје 2, оваа книга можете да ја најдете во сите продажни места на литература.